Книга 3, страна А. Победа преку Бог. Вовет. Бог му помагаше на израелскиот народ да ги порази своите непријатели. Ние можеме да се поучиме од нив. Затоа слушнете ја касетава и погледнете ја следната слика во кафеавата книга кога ќе го слушнете овој звук. Слика 1. Исус Навин војува против амаликејците. Израелскиот народ немаше своја земја. Тие талка 100 години во пустината. Нивниот водач беше Мојсей. Мојсей го одбра младиот Исус Навин да биде заповедник на израелската војска. Амаликејците го нападнаа Израел и Мојсей му рече на Исус Навин: тргни и почни борба со амаликејците. Јас ќе застанам на врвот од ридот со Божиот стап во раката. Додека Мојсей го држеше Божиот стап издигнат, израелците победуваа. Но најпосле рацете му отежнаа на Мојсей и не можеше да ги држи издигнати кон Бог. Тогаш амаликејците почнаа да победуваат. Затоа двајца мажи му ги држеа рацете на Мојсей. До зајди сонце и Бог му помогна на Исус Навин да ги совлада амаликејците. Слика 2. Извидниците со плодовите од Ханаан. Бог му вети на Израел дека ќе му ја даде ханаанската земја, па затоа Мојсей испрати 12 мажи да ја извидат земјата. После 40 дена тие се вратија и им раскажаа што виделе. Исус Навин и Халев донесоа добри известувања. Тие рекоа: во земјата тече мед и млеко, земјата е богата и плодна. Еве ги плодовите. Народот кој живее таму е силен, но не бојте се од нив. А ако сме му мили на Бог, тој ќе не поведе во таа земја. Но другите извидувачи донесоа лоши известувања. Тие рекоа дека луѓето од Ханаан се како джинови. Тоа ги исплаши израелците за да влезат во Ханаан. Тогаш Бог се налути, бидејќи тие немаа доверба во него. И затоа ги врати назад во пустината да талкаа 40 години. Сите израелци кои немаа доверба во Бог умреа во пустината. Слика 3. Народот на Израел ја преминува реката. По смртта на Мојсей, Исус Навин стана водач на Израел. Тогаш Бог му рече на Исус Навин: сега ти и израелскиот народ подгответе се да ја поминете реката Јордан во земјата што ви ја давам. Бог му кажа на Исус Навин што да стори. Свештениците на Израел чуваа еден ковчег, наречен ковчег на заветот. Во него беше Божиот закон, напишан на камени плочи. Бог им кажа да го носат ковчегот преку реката. А реката се прелеваше, но штом стапалата на свештениците стапнаа во водата, а реката престана и коритото се исуши. Свештениците стоеја среде реката, се додека сиот израелски народ не помина во Ханаан по суво. Слика 4. Паѓање на зидовите на Ерихон. Народот на Израел се насели во ханаанската земја близу градот Ерихон. Тогаш Бог му рече на Исус Навин: еве, ти го предавам во рацете градот Ерихон. Сите твои војни обиколувај го градот со целата твоја војска 6 дена. 7-миот ден свештениците нека носат 7 труби пред ковчегот на заветот. На 7-миот ден обиколете околу градот 7 пати, а свештениците нека затрубат. Па сиот народ нека крене силна викотница и градските зидишта ќе се разурнат, а народот нека влегува тогаш. Исус Навин и народот ја извршија Божјата наредба. Зидовите на Ерихон паднаа, израелците го освоија градот. Бог им кажа на израелците ништо да не земаат за себе како плен од тој проколнат град. Слика 5. Израелците бегаат од Гај. Гај беше уште еден непријателски град близу Ерихон. Исус Навин требаше да го освои и тој град, па испрати луѓе да го извидат градот. Извидниците се вратија и рекоа: не треба натаму да се искачува целиот народ за да го освојат Гај, зашто таму има малку луѓе. Така Исус Навин испрати малку војска за да го освои градот Гај. Но гајците ги победија луѓето на Израел.
Некои од израелците беа погубени, а останатите мораа да ги спасуваат своите животи. Тогаш Исус се фрли ничком пред Господа, но Бог му рече: Израел сгреши, крадеа и лажеа и затоа не можат да издржат пред своите непријатели. Книга 6. Судењето на Ахан. Исус Навин го свика израелскиот народ пред Господа. Бог му покажа на Исус дека Ахан сгреши против него. Исус му рече на Ахан: објасни што си сторил против Господа. А Ахан рече: навистина, јас му сгрешив на Господа. Видов во пленот убава наметка, сребро и златна плочка, па се полакомив и ги зедов за себе. Испратените луѓе ги најдоа сите украдени работи на Ахан скриени во неговиот шатор. Тогаш Ахан беше погубен како што Господ нареди. Бог го ублажи својот жесток гнев и рече: земи ги со себе сите војни, стани и нафрли се врз Гај, не плаши се, ете ти го предавам во рацете тој град. Така Израел го послуша Бога и го зазедоа градот Гај. Слика 7. Сонцето и месечината застануваат. Грешниот ханаански народ почна да се плаши од Израел. 5 нивни племиња се здружија за да го нападнат Израел. Но Бог му порача на Исус Навин: не бој се од нив. Па Исус Навин со неговата војска отиде да се бори против нив. А племињата се разбегаа престрашени. Господ фрлаше на нив град од камења и многумина од нив загина. Битката траеше цел ден. Тогаш Исус извика: сонце застани! И сонцето застани и месечината се запре, се додека израелскиот народ не ги порази своите непријатели. Немаше таков ден, ни порано ни подосна. Бог му помогна на Израел да ги порази сите грешни племиња од ханаанската земја. Слика 8. Исус Навин го поучува народот. Ханаан стана израелска земја, како што Бог им вети. Кога Исус Навин остаре, ги повика сите луѓе и им рече: бидете постојани и бидете внимателни во тоа да пазите и вршите се што е напишано во книгата на Божиот закон. Ако им служите на туѓи богови, ќе ве снема од добрата земја која ви ја дава Господ. Одлучете се денес, кому ќе му служите. Сите луѓе ветија дека ќе му служат на Бога. Пријатели, Бог ги одржа сите ветувања кон Исус Навин и кон израелскиот народ. Тој им даде земја за нив и ги порази нивните непријатели. Бог и нам ни вети место на небото каде ќе можеме да живееме вечно. Бог ги одржува сите негови ветувања. Наш непријател е сатаната, но ние имаме водач кој го победи сатаната. Тој голем водач е Господ Исус Христос. Ние мора да му служиме и да му бидеме послушни. Така и ти денес мора да избереш кому ќе му служиш. Слика 9. Дебора зборува наместо Бог. По смртта на Исус Навин, израелскиот народ се оддалечи и оттргна од Бога. Тие им служеа на идолите на ханаанците. Поради тоа Бог им даде на ханаанците моќ над Израел и тие тешко ги угнетуваа. Дебора беше мудра жена која беше судија во Израел. Луѓето доаѓаа кај неа за да им пресудува. Таа ги повика да му се вратат на Богот на Израел. Еден ден таа го повика Варак, водачот на израелската војска, и му рече: земи со себе 10.000 луѓе и тргни на гората Тавор. Војсководецот Сисара и војската на Ханаан ќе тргнат во бој со вас, но Бог ќе ви даде победа над нив. Варак се плашеше и рече на Дебора: ако не дојдеш ти со мене, и јас не одам. Па Дебора рече: ќе дојдам со тебе, но Бог ќе го предаде Сисара во рацете на жена. Славата нема да ти припадне тебе. Слика 10. Бог помага во поразот на Сисара. Дебора, Варак и израелците тргнаа кон гората Тавор.
Војсководецот Сисера и целата ханаанска војска излегоа во битка со нив. Сисера имаше 900 коли. Израелците имаа само меч во нивните раце. Хананците стигнаа близу речната долина, близу Тавор. Но нивните коли не можеа да ги поминат нерамните ридови. Потоа, тие беа однесени од надојдената река. Така, војската на Израел ја победи војската на Ханаан. Целата војска беше уништена, само Сисера успеа да се спаси бегајки пеш. Слика 11. Сисера побегна во шаторот на жената по име Јаила. Таа му рече: "Дојди кај мене, не бој се од ништо." Јаила не беше израелка и затоа Сисера отиде да се сокрие во нејзиниот шатор. Таа му даде млеко да пие и го покри со покривка. Па Сисера заспа. Тогаш Јаила го зеде шаторскиот кол и чекан. Му се приближи тивко додека тој спиеше и му го забоде колот низ слепоочниците, така што се проби низ главата и се заби во земјата. Тогаш дојде варак, гонејќи го Сисера. И Јаила го повика во нејзиниот шатор и му рече: "Дојди да ти го покажам човекот кого ти го бараш." Таму лежеше Сисера, мртов, со кол низ слепоочниците. Слика 12. Израел прославува. Бог беше тој кој му даде на Израел сила да ги порази хананците. Девора и Варак запеа ја песна на благодарност кон Бог. И народот се радуваше. Им беше мило што ја имаат Девора за водач. Таа им беше како мајка. Тие ја фалеа и Јаила, зашто не се исплаши од Сисера. Бог ги употреби овие две жени за да го спаси Израел. Пријатели, Бог ги употребува оние кои изгледаат слаби, за да ги совладаат оние кои се силни. И ние имаме силен непријател, но Бог го испрати Господ Исус Христос за да не спаси од сатаната. Лоши луѓе го убија Исуса, мислејќи дека тој нема моќ, но Бог го воскресна Исуса од смртта. Тој го победи сатаната и сите зли луѓе. Исус ќе им даде сила и вечен живот на сите кои имаат доверба во Него и му се послушни на Бога. Затоа да запееме и да се радуваме и да го славиме само вистинскиот Бог. Страна Б. Победа преку Бог. Вовет. Ѓаволот се бори
против сите кои го следат патот на Исус. Но Бог ни покажа како ние можеме да имаме мој над сатаната. Слушнете и научете од овие вистините случки од Библијата. Погледнете ја следната слика кога ќе го слушнете овој звук. Слика 13. Гидеон и Божјиот ангел. Израелскиот народ беше непослушен на Бога и правеше она што е зло во Господовите очи. Господ ги предаде во рацете на мидијамците за 7 години. Тие им го уништуваа родот на земјата. Тогаш израелците повикаа кон Господа да ги спаси. Еден ден, човекот наречен Гидеон чукаше жито. Тој се трудеше да го сокрие од мидијамците. Му се јави Господов ангел и му рече: Оди и избави го Израел од мидијамците. А Гидеон праша: Како ќе го избавам Израел? Јас сум никој и ништо. Господ му проговори: Јас ќе бидам со тебе. Гидеон стави дар пред ангелот. Ангелот со жезелот го допре даруваното. Оган пламна и ја запали жртвата, а ангелот исчезна. Гидеон тогаш согледа дека таа порака беше од Господа. Слика 14. Гидеон ги уништува идолите. Семејството на Гидеон ги обожува идолите од Ханаан. Господ му рече на Гидеон: Разурни го семејниот идолски олтар и уништи ги кандилата покрај него. Потоа подигни соодветен олтар на Господа. Гидеон се плашеше од своето семејство и од граѓаните, но сакаше да му се покори на Бога. И таа ноќ зеде 90 луѓе и ги уништи идолите. Луѓето се разгневија и сакаа да го убијат. Гидеон, но неговиот татко го заштити. Пријатели, Бог е поголем од било кој идол, од камен, од дрво или од друг материјал. Ние секогаш треба да му бидеме послушни на Бог. Слика 15. Војниците на Гидеон пијат вода. Гидеон ја собра војската на Израел и мадијамците се собра за да се борат против Израел. Но Бог му проговори на Гидеон: Премногу народ е со тебе. Кој се плаши и страува, нека се врати назад. Повеќето од нив се вратија во своите домови. Господ му рече на Гидеон: Уште е премногу народ. Поведи ги на вода и таму ќе ги испитам. Гидеон го поведе народот на вода. Многу од нив клекнаа да пијат вода како што пие кучето. Само 300 војници пиеа вода од својата рака. Тогаш Господ му се обрати на Гидеон: Со овие 300 луѓе кои пиеа вода од раката, јас можам да ги поразам мадијамците. Слика 16. Војниците на Гидеон го опколуваат логорот на мадијамците. Големата војска на мадијамците логоруваше во долината. Ти имаа повеќе луѓе и камили отколку некој што можеше да ги преброи. Гидеон имаше само 300 луѓе, но Бог му кажа што треба да прави. На секој човек да му даде во раката рог за трубење и запалена борина во грне. На полноќ го опколија мадијамскиот логор. Затрубија сите одеднаш и се оздадоа силна бучава. Почнаа да дуваат во роговите и ги искршија грнињата и викаа силно: За Господ и за Гидеон! Мадијамците беа изненадени и избунети. Почнаа да се убиваат помеѓу себе. И сета војска се разбега и израелците победија. Пријатели, дури да сме слаби и малобројни, како војската на Гидеон, со Божја помош ние можеме да го победиме нашиот голем непријател сатаната. Слика 17. Самсон убива лав. По смртта на Гидеон, израелците се одвоија и оттргнаа од Бога. Затоа, Бог им дозволи на суровите филистејци да ги казнат нив. Тогаш Бог испрати водач кој имаше моќ да го спаси Израел. Се викаше Самсон. Божјиот дух го направи силен, но Самсон не ја употреби силата за да го избави Израел од филистејците.
Тој ја користеше Божјата сила само за себе. Тој не го послуша Бога. Самсон засака филистејска жена и му рече на татка си: "Ожени ме со неа, зашто таа ми замиле." Одејќи кон незиниот дом, беше нападнат од лав. Самсон беше толку силен што го раскина лавот голорак. Тој се ожени со таа филистејка, но таа не му беше верна. Тогаш Самсон во својот гнев уби 30 филистејци. Слика 18. Самсон и запалените лисици. Самсон отиде повторно кај филистејците да си ја земе својата жена, но незиниот татко веќе ја беше дал на друг маж за жена. Самсон рече: "Овој пат јас ќе ја земам, па дури и со сите филистејци." Отиде и улови 300 лисици. Ги врза во парови со нивните опашки. Потоа заврза запалени факели за нивните опашки и ги пушти во филистејските житни полиња. Целокупниот род беше изгорен. Поради тоа филистејците го мразеа Самсон. Тие пробаа да го убијат, но Самсон зеде магарешка вилица и уби со неа 1000 филистејци. Слика 19. Филистејците му ја сечат косата на Самсон. Самсон никогаш не ја стрижеше косата. Неговата долга коса беше знак дека тој му припаѓа на Бог кој го направи толку силен. Самсон и натаму беше непокорен кон Бог. Тој замина кај друга филистејка која се викаше Далила. Таа сакаше да ја научи тајната на неговата голема сила. На крајот тој и подлегна и кажа: "Јас сум посветен на Бога. Ако ја пресечам косата, ќе ја изгубам силата." Една ноќ, додека Самсон спиеше, Далила ги повика филистејците. Тие му ја истрижија косата. Така Бог го напушти Самсон, а исто така и Божјата сила. Филистејците го оковаа и му ги извадија очите. Тие го чуваа во затвор, но косата почна пак да му расте. Слика 20. Самсон ги уништува филистејците. Филистејските водачи принесуваа жртви на нивните идоли. Го доведоа ослепениот Самсон од затворот и го ставија во средината на нивниот дворец, за да ги забавува. Самсон му се помоли на Бога, велики: "Спомни се за мене и дај ми сила само уште еднаш." Самсон ги напипа двата средни столба, врз кои се подпираше дворецот, се подпре на нив, натна со сета своја сила и ја урна зградата врз сиот присутен народ. Самсон и сите филистејски водачи загинаа заедно. Бог му даде на Самсон победа над филистејците, но поради својата непослушност, тој не доживеа да ја види својата победа. Пријатели, ако му се предадеме на Бога, тој ќе ни даде да го совладаме нашиот непријател дјаволот и сите негови зли планови. Но ние мораме да ја употребиме Божјата сила за да му служиме на Бога, а не да си служиме себе си. Слика 21. Исус изгонува зли духови. Исус Христос живееше во Израел многу години после Гидеон и Самсон. Еден ден тој сретна еден човек опсенат од многу зли духови. Човекот му се поклони и му рече: "Што сакаш од мене, Исусе, Сине на Севишниот Бог?" Тие духови знаеа дека Исус е Божиот Син. Исус им заповеда на демоните да излезат од човекот. Тие влегоа во стадо свињи кои пасеа во близината. Стадото свињи се фрлија во морето и сите се удавија. Луѓето видеа дека Исус има моќ над сатаната и над сите зли духови. Дури и злите демонски духови мора да му се покоруваат нему. Слика 22. Исус ги протерува злите луѓе. Еден ден Исус отиде во Божиот дом во Ерусалим. Таму имаше трговци. Тие продаваа животни за жртвување, но заработуваа пари за себе си со мамење на другите.
Исус се разгневи и извика: "Мојот дом треба да биде дом за молитва, а вие го направивте разбойничка пештера." Тој ги истера грешните продавачи заедно со нивните животни надвор од Божиот дом. Исус е Божиот син. Тој има право, има власт и моќ да ги изгонува злите луѓе надвор од домот на неговиот татко. Но некои од евреите се разлутија и велеа: "Докажи ни дека ти имаш власт и право да го правиш ова." Исус им одговори: "Разурнете го моето тело и ќе го подигнам за 3 дена." Слика 23. Исус е жив после смртта. Истите тие евреи го убија Исуса. Тие го заковаа на дрвен крст и тој умре. Но на третиот ден тој оживеа. Бог му даде на Исуса сила и власт над смртта. Исус никогаш нема повторно да умре. Тогаш луѓето видеа дека Исус е навистина Божи син. Исус им кажа на своите следбеници: "Дадена ми е сета власт на небото и на земјата. Така, одејќи, направете ги сите народи мои ученици. Учете ги да пазат се што сум ви заповедал. И јас ќе бидам со вас за секогаш." Исус имаше власт над ѓаволот, над гревот и над смртта. Тој им дава духовен живот на сите кои го следат Него. Исто така, тој сака ние да ја споделиме оваа радосна порака со сите луѓе. Слика 24. Војник за Господ. Исус го победи сатаната. Исус ни дава сила да обстоиме против сатаната. Ние мора да бидеме подготвени како војници кои се спремни за во војна. Како прво, секогаш мора да ја зборуваме вистината. Ни треба вистината како појас околу нас. Мора да ги љубиме другите и да правиме што е правилно. Тоа е како оклоп кој го спречува сатаната да ни всади зли желби во нас. Мора да им кажуваме на другите за Исусовиот пат на мирот. Тоа е како обувки кои не одржуваат да не се сопнеме на патот на сатаната. Мора да имаме доверба во Бога, за да не чува сигурно. Тоа е како штит кој не брани од нападот на ѓаволот. Мора да му дадеме прилика на Исус да не спаси од казната за нашите гревови. Тоа е како шлем, за да ги спаси нашите души од смртта за секогаш. Божиот збор, Библијата, е како меч. Мора да го употребиме за да ги уништиме лагите на злиот. Мора да му зборуваме на Бог во молитва и да ги исполнуваме неговите наредби. Тогаш ќе ја знаеме победата на ѓаволот, над гревот и над смртта за секогаш. Амин. Srednavja sedem moj poznat, zbog